Католичката црква многу пати во историјата ги скрила злоупотребите извршени од нејзини свештеници и ги заштитила сторителите. Но нови злоупотреби се појавуваат и натаму. Напис објавен во женскиот магазин на Ватикан содржи извештаи во кои монахињи тврдат дека биле сексуално злоупотребени од страна на свештеници. Некои велат дека биле присилени да извршат абортус, што е спротивно на учењето на црквата. Добивме многу пријави за вакви случаи на злоупотреба, така што јасно е дека мора да зборуваме за тоа. Во спротивно ќе ја загубиме довербата од жените кои ни пиша и ги пријави овие случаи. Лучета Скарафија, основач на женскиот црковен светски магазин, вели дека новиот уредник на Осерваторе Романо планирал да го преземе женскиот магазин на почетокот на годината, но се повлекол откако таа и сите други уреднички се заканиле со оставка. Но таа вели дека по објавувањето на надписот за злоупотребата на монахињите, весникот започнал кампања за саботажа на женскиот магазин. Прво, новиот директор се обиде да учествува на нашите состаноци, да кани други луѓе, растурајќи ја групата која работеше заедно со години наназад. Нешто што никогаш претходно не се случило. Ние не можевме да ги искажеме нашите гледишта. Тоа е како изданието да има два спротивставени концепта. Но не сакавме конфронтација на жени со жени, подлучивме да ставиме крај на нашата работа по цели 8 години искуство. Написот за злоупотребата на монахињи стави крај на долгото молчење за овој проблем. По неговото објавување, папата Францис призна дека имало злоупотреба. Бевме вистинска новина во Ватикан, нова иницијатива која се појави спонтано. Го креиравме магазинот, добивме дозвола од папата Бенедикт и секогаш сами работевме. Ние избиравме кој ќе го води магазинот и кој ќе биде член на уредувачкиот тим. Тоа беше една вистинска интелектуална лабораторија. Директорот на Осерваторе Романо, Андреа Монда, преку соопштение ги отфрли обвинувањата за обид за ослабување на женскиот магазин и рече дека сакале во дневниот весник на Ватикан да дадат простор и за други женски гласови и ставови.